Влазерим втора година поред е шампион во трета лига Запад, откако минатата година беше шампион и го обезбеди баражот, но загуби од Башкими, а пак во ждрепкот од поразените екипи немаше среќа. Оваа година Влазерими буквално се прошта низ лигата и на доминантен начин, без ниту еден пораз стигна до првото место на табелата со 59 бодови на своето конто. Влазерими до шампионскиот пехар стигнаа со скоро 19 победи и само 2 ремија, а пак овој тим го имаше најефикасниот напад со 66 постигнати погодици и само 8 примени. Па така Влазерими го има најефикасниот напад, но и најдобрата одбрана. Влазерими однова има шанса да заигра во втората македонска фудбалска лига. Влазерими има нов бараж, Влазерими однова го делат само 90 минути од баражот за втора лига. Овој пат шампионот во трета лига Запад ќе се соочи со шампионот во трета лига Југ, екипата на Борецот Велес. Од клубот истакна дека веќе се мобилизираат навивачите за да дојдат заеднички организирано во Битола и да бидат 12-тиот играч и ветер во грб на играчите. Телоп изјава. Секоја е чест за Борец, но главната амбиција и цел на Влазерими е победа во сабота и пласман во втората македонска фудбалска лига. Во овие решавачки историски моменти за нашиот клуб ја бараме поддршката од сите вас. Секоја форма на поддршка и помош за нас како клуб е добродојдена со единствена цел да испишеме историја за на крајот да уживаме во победата, да се собереме сите заедно во сабота во Битола и да испишеме нашата спортска историја со златни букви, велат од клубот. Влазерими има квалитетен тим кој стана шампион, а овој тим е составен од поискусни играчи како Мурата Дили, Армет Алију, Мргим Дани и голманот и капитен Вало Незири, Лјавдрим Скендери, како е дел од тимот кој го обезбедува новиот бараш меч за Влазерими, односно го направија тимот од Кичево одново да биде шампион во третата македонска фудбалска лига Запад. Бараш мечот меѓу Влазерими и Борец ќе се одигра на стадионот Петар Милошевски во Битола во сабота од 17 часот.